Добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Генерација ММ. Јас сум Сања, денеска со мене се Александар Танушовски, доктор на специјализација по гинекологија и акуширство и исто така со искуство во образованието, и Татјана Алексик, наставник по македонски јазик. Денеска зборуваме за многу интересна тема, односно за репродуктивно и сексуално здравје кај младите, а овој подкаст го снимаме во рамки на проектот на градење на здрави животни навики кај младите луѓе. Добре ни дојдовте, добре дојдовте во Генерација ММ. Добро не дојдовме. Александар, колку е важно младите да се едуцираат за репродуктивното и сексуалното здравје? Пред се ќе поздравам околу идејата за да се организира ваков подкаст на оваа тема, затоа што мислам дека е многу битно да се посвети малку поголемо внимание околу младите на оваа тема, особено околу репродуктивното здравје. Тоа што во ситуација кога имаме добро едуцирано општество, тогаш имаме и здрави поколенија идни, за кои што мислам дека можеби не се посветува толку многу големо внимание, меѓутоа сепак доколку се посвети повеќе внимание на младите и ги спремиме за воиднина во однос на она што им предстои со самиот пубертет, сметам дека многу по-добро би пристапиле на оние предизвици кои што им престојат од аспект на тоа како би се едуцирале за самата контрацепција, околу оние сексуално преносливи болести, потоа самите проблеми кои што би им следеле во иднина доколку нема добра едукација. Меѓутоа, би потенцирал дека дури информациите онаму од кај што ги добиваат, треба да бидат веродостојни, затоа што сепак ова е некоја тема која што е доста табу и стигматична кај нас. Голем дел од нашата млада популација не е едуцирана доволно, или смета барем дека е едуцирана, но кога ќе сумираме и кога ќе видиме во суштина како стојат резултатите на одредени проблематики, кој што ги опфаќа самото репродуктивно здравје, гледаме дека не е доволно посветено внимание за работа со младите. И сметам дека во ситуација кога би се посветило повеќе внимание на оваа тема, не би се среќавале со одредени проблеми. Еве би го напоменал онаа непланирана бременост во раната возраст, која што за жал ја има насекаде, па и кај нас има поголем број на пациентки кои што поради недоволна едуцираност се среќаваат со еден таков стрес во раната возраст. Така да се она сега што би се вложило во младата популација, во иднина би го виделе плодот. Односно би имале здрави генерации, здрава популација без некои поголеми здравствени проблеми. Така, затоа сметам дека нели многу битно да се зборува токму на оваа тема и токму за младите. Татјана, зошто мислите дека се уште постои срам и неподготвеност за да се зборува за сексуалното здравје и за репродуктивното здравје кај младите и како можеме да го промениме овој наратив? Еве ја да ја поздравам вашата емисија, и младите можат, мама треба да е императив на идното време, неите поколенија, затоа што ние старите не само што веќе не можеме, се помалку можеме, туку и не мораме, се наморавме некако. Ја од преска не можам удобно да се сместам, вие седали, како можете вие да седете, и многу се радувам што има млада генерација, едуцирани луѓе кои ќе поправат се оно што ние старите ви остававме за поправање. Срам. Искрено како учител, како просветен работник, како педагог би сакала срама да се врати во моди, ние да се срамиме. Иронија што ние се срамиме да зборуваме јавно, нели како двоен морал, а во 2011 кога го водев проектот Сексуална азбука бевме први по малолетнички абортуси. Што значи ако некој му се случува на 12, на 13, на 14 години, па неке на 18, да се еве докторот знае што значи абортус за еден млад организам, да почувства врз себе таков еден, за мене тоа е еден траурен момент, и предпоставувам дека не е лесно на млад организам, на млада девојка се справи со сите последици од несакана бременост, тогаш зошто да не се зборува навреме?
Сега, ние сме, значи, се уште сме, како да кажам, наклонети кон стереотипи, кон предрасуди, кон табузација на тие теми. И она што може би најчесто се спомнува и статистички, дека не се сите семејства функционални за да можат родителите да разговараат со своите деца за сексуалната наобразба, затоа што ако хигиената е половина здравје, сексуално здравје е повеќе од половина, за една многу битна, исклучително битна тема, да не изборам за деца од дом, за деца кои живеат без родители. И првото нешто што треба да се протне кога децата растат во тој период, тоа се книгите. Затоа што па и не е пријатно секој родител да седне да разговара со своето дете за сексот. Оно што кажам често пати на шега, чекаат родителите децата да пораснат, да наполнат 18 години, да ги седнат децата и кажат ајде сега да зборуваме малку за сексот и за сексуалноста, детето ќе рече и кажете што ви интересира да ви објаснам. Така што треба некој оптимално време децата да читаат. Јас кога бев дете, ете може би имав среќа да растам покрај дедо нейропсихијатар, ги читам оние книги, сите првиот лексикон за сексуалноста 62 година го имам пред мене и се уште го чувам од дедо ми, и книгите на Фройд и за сексуалноста, тотем и табу, сето тоа сум го гледала како дете, сум го читала покрај родители интелектуалци кои без предрасуди ни објаснувале и што е и како е. Мислам дека родителите е добро да, ако не може да разговараат, тогаш да им дадат соодветна литература да прочитаат и да ги предупредат дека се што е на интернет, сами свесни сме сите колку го недостасува медиумска образованост, медиумска писменост, да децата треба да селектираат што може да гледаат. Тие веќе се во фаза кога не разликуваат, зборам за малите деца во основно училиште, што е еротика, што е порнографија, што се порно сајтови. И кога има таква една погрешна информација за сексот или сексуалноста, не може да очекуваме од нив дека сексот ќе го сватат како еден највозвишен чин на водење љубов, нешто што треба да се случи во текот на животот на обострано задоволство, нели? Туку нешто што е комерцијализирано, една секс индустрија, сайбер секс, нешто на што после може да се поразвие во булинг кај децата, врсничко насилство и се оно што гледаме и на кое што сме сведоци од 2011 од проектот нели сексуална азбука до сега навистина одиме назад во рикверц. Така. Во таа насока, едно прашање за двајцата, каква улога играе комуникацијата во здравите сексуални односи и како тоа може да влијае врз менталното, но и физичкото здравје на младите луѓе? Повелете кои, да. Па дефинитивно е многу, малтана и најбитна самата комуникација, особено помеѓу двајца партнери, затоа што во смисла доколку има помеѓу нив разбирање и поддршка во дајна ситуација, тие ќе го возвишат тој однос помеѓу себе, ќе се чувствуваат со поголема самодоверба. Едноставно ќе пристапат спрема даден проблем многу поедноставно, доколку се сослушаат и доколку разговараат на одредени проблеми кои што ги засегаат и двајцата. Многу често кога правиме муавет околу репродуктивно здравје, многу често ќе се насочат повеќе околу жените. Односно како дека нив само ги засега. Не, тука се вклучени и мажите и заради тоа имаме некој заеднички однос кај што они би требало да градат некоја доверба помеѓу нив. Со тоа што пред се, една жена да се чувствува со одредена самодоверба, да има сигурност и да има одредена стабилност во самата врска со својот партнер. Психички, односно ментално, би се чувствувала самата особа доста посигурна кога би знала дека би можела во секој момент да му се обрати на својот партнер за било кој проблем. Меѓутоа, сметам дека кај нас дефинитивно фали таа комуникација и тој однос помеѓу партнерите не е на одредено ниво, затоа што многу на поинаков начин се гледа тој однос или е само во даден момент околу самата репродукција, каде што има најголемо значење самата жена во својот живот, а мажот како да е во некоја поподредена ситуација. Физички, да не избориме околу некои кои би се случиле одредени здравствени проблеми, инфертилитет или сексуално преносливи болести, каде што многу често се случува да самата жена е таа која што ќе биде нападната дека
таа е виновна околу целата ситуација, а сепак би требало да се земат и двајцата партнери и сметам дека доколку се подобри самата комуникација помеѓу партнерите, тогаш би имале многу подобар однос. Дали тоа би се однесувало на менталното или на физичкото здравје, па дури и социјалното, би било на повисоко ниво. Иако, па ќе кажам дека дефинитивно фали таа комуникација и мислам дека голем дел од партнерите можеби да не ја земаат толку многу во обзир, туку едноставно само се поставени еден спрема друг, да во дадени моменти не се несвесни колку им е потребна на самите помеѓу нив. Така. Па ние сме комуникативни социјални суштества и единствениот сексуален орган е мозокот, друго се алат. Значи, љубовта и потребата и нагонот се раѓаат во мозокот, така што зборот и комуникацијата и тоа како се битни, сега не сме ние исти суштества. Има многу добра книга "Жените се од Венера, мажите од Марс", доктор Џон Греј, каде што кажува дека се разликуваме едни со други и можеби ние женските суштества повеќе сакаме збороформи, прво текст, па потоа пракса, кај мажите можеби обратно, но тоа не мора да е нели дефиниција за секого. Но кога би се зборувало, кога би се комуницирало и кога би се разбирале, неголемата среќа денес да те разберат и да бидеш разбран, си би одел многу полесно. Не би имало се што ни се случува и непријатности, и трагедии, и војни и се она што во светот владее како зло, како непријатности излезане нели од Пандорината куќа, туку би биле нели мирољубиви суштества и сексот не би бил комерцијален, туку бил едно возвишен чин, буквално божје ремек дело, затоа што плодна таа љубов се секако децата, па и да не се, нели обично вела докторе најлош секс е кога правиш дете, нема лош секс кога наменски да направиш дете, она е нешто што навистина треба да има еден подобар приод, а не толку вулгаризација, па и предрасуди, затоа што се што почна со представката секс, тоа е веднаш сега креваат прашено околу тоа, поделени сме машко-женски пород, жените малку поинаку ги етикетираат во сите тие односи, она што кажав, дека стерилноста резервно за жените, тогаш кај се мажите со нивните сперматозоиди. Значи тоа е нешто што треба буквално еднакво да се третира и да се разговара, меѓусебната комуникација и разговорот секогаш водат кон подобра прогресија на меѓучовечките односи. Така. Александар, каква улога има животниот стил? Како например нервозата, стресот, нели живееме во едно време денеска кога се одвива брзо. Каква улога има врз репродуктивното здравје, поготово сега кај младите луѓе кои што сакаат и планираат семејство и како да работиме некако во превентивна насока на истото? Па вака, убаво кажа Сања. Живееме во едно брзо и многу динамично време, каде што многу почесто се посветуваме на оние обврски кои што би требало да ги постигнеме во текот на денот, да не зборам на некој подолгоречен период, а многу помалку се посветува време на себе си. Па така во трка со времето, мислам дека многу често забораваме да се осврнеме повеќе на себе си, без разлика дали станува збор за машка или женска популација. Меѓутоа, дефинитивно нешто кое што како проблем ни се наметнува во текот на овој брз живот е самата исхрана која што многу често не ја обрнуваме внимание каква конзумираме. Тука е стресот, физичката активност, меѓутоа исто така и сонот. Ако ги соберете сите овие фактори на кои што дефинитивно влијаат врз репродуктивното здравје, ја ќе започнам со самата исхрана. Многу често конзумирање на здрава исхрана е во втор план. Почесто гледаме во, како што вам поменав, да најдеме многу краток период за да се земеме некој оброк, а потоа да продолжиме со самите обврски и многу често тоа е брза храна се конзумира. Така што многу повеќе масти во исхраната наспроти витамини и минерали и се она останато кое што би требало да го внесуваат младите. А да не зборам фолна киселина, витамин D3 и сите останати кои што би требало да бидат внесени и имаат голема улога во самите репродуктивни органи кои што да функционираат нормално. Така што ева исхраната, потоа физичката активност. Добро е што мислам дека поголем дел од младите се физички активни, меѓутоа има голем дел
кои што тоа го запоставуваат и не се толку активни во текот на своите млади години. Меѓутоа, дефинитивно влијае сонот, исто така. Секогаш е поинтересно да се остане во доцните часови, меѓутоа, оние 8 часа кои што ни се предвидени, да кажам според литературата, дека би требало да ги поминеме во сон, верувајте дека многу има влијание, со тоа што доколку ги скратите, веднаш наредниот ден ќе ги осетите проблемите. Меѓутоа, доколку тоа го правите во континуитет, тогаш се очекуваат уште поголеми последици, така што дефинитивно треба и на сонот да се обране внимание и стресот, кој што дефинитивно е неминовен и колку и да звучи на клише, немој да се нервираш, не можеме да го избегнеме. Проблемот можеби е тоа што многу често не обрануваме толку и на него внимание и постепено преминува во некој си хроничен стрес, кој што за жал може дефинитивно да влијае и на самиот хормонален статус, кој што многу често девојките го проверуваат, во дадени ситуации е потребно. Меѓутоа, во оној момент кога ќе почувствуваат одредени промени во своето тело или во своето расположение, одма е нешто кое што ги асоцира дека можеби ова е причината хормоните влијаат на новија промени. Така што самиот стрес влијае на самите оние хормони кои што се доста битни, естрогените, прогестеронот, и би можеле во иднина, доколку не се посвети доволно внимание на сите овие фактори, да имаме во иднина проблем во самата репродукција. Меѓутоа, што би се превземало? Ајде да кажам, многу подобар режим на исхрана, поголем внес на здрава исхрана, добар сон, што е можно подобра физичка активност, избегнување на стресни ситуации. Не би можел искрено да кажам дека некој успева тоа, меѓутоа да најде одредени активности кои што ќе може да го релаксираат едноставно телото. Дали тоа ќе биде одреден спорт, не знам, јога или било која друга активност во која што човек би се чувствувал слободно и сето онаа негативна енергија која што ја собра во текот на еден ден да едноставно ја ослободи од себе си и само, значи, пред се би било добро да младите бидат свесни околу сите овие проблематики кои што ги спомнуваме, а не да ги тргнеме на страна и да ги занемариме како да се едноставно да немаат влијание. Може би сега не го чувствуваат, но во иднина дефинитивно ќе имаат голем ефект врз голем број на фактори кои што влијаат врз самото здравје. Така, за девојчињата, затоа што спомнавте, нели, хормонски дисбаланс, можат да почувствуваат, нели, сето тоа што е синдром на полицистични јајници и така натаму, како момчињата да ги забележат овие промени, дали кај нив влијае можеби повеќе конзумирањето на многу алкохол, цигарите, како момчињата би можеле да чисто да приметат дека нешто се случува во нивното тело што може да влијае на репродукција? Во однос на злоупотреба на одредени супстанции, алкохол или наркотични средства, без разлика цигари, тутунот влијаат и кај машката и кај женската популација. Во однос на машката популација, би искоментирал дека дефинитивно имаат влијание и кај нив, со тоа што самата многу често имаме употреба на одредени дополнителни средства кога одат во теретана, одредени стимуланси, се со цел да постигнат одредени поголеми ефекти во однос на физичкиот изглед, кај што, особено кај адолесцентната популација, мислам дека е од голема важност, со текот на времето можеби после се придава значење на други нешта. Меѓутоа, имаме кај одредени симптоми кои што би се јавиле, значи умор, стрес, едноставно потешкоти во извршувањето на секојдневните активности. Меѓутоа, пак ќе потенцирам дека без разлика дали станува за машката или женската популација, добро е единката да биде свесна дека нешто се случува со него. Може би да биде тоа и психички нарушувања, каде што не би се чувствувале добро во одредени ситуации, меѓутоа затоа би требало и да побараат и одредена помош,
за која што мислам дека кај нас е голема стигмата да особено се побара помош за ментално здравје. И кога ќе ги соберете сите вака работи на едно купче, гледате дека дефинитивно има проблеми, меѓутоа многу често младите не се или не се свесни дека всушност имаат таков проблем или сакаат тоа да го стават едноставно под да го одложат. Да го одложат или да не му дадат толку многу значење или дури размислуваат, претпоставувам дека се размислува како другите би гледале на нив доколку прикажат јавно дека имаат одреден проблем. Така. Татјана, спомнавме нели за интернетот. Има премногу информации на интернет. Како младите можат да ги најдат овие информации на интернет, како да се направи една граница помеѓу она што е факт, што е фикција и како нели да добијат корисни здрави информации околу сексуалното здравје на интернет. Само да се надоврзам на доктора, затоа што е тема секс и сексуалност, дека едно од најприродните методи, антистрес методи и анти-ејдж методи е водењето љубов, меѓутоа по можност со познат партнер и на познат терен, затоа што се друго може да биде стрес. И непрерано, значи децата многу бргу влегуваат во тие сексуални експерименти, што е стрес, нели страв од бременост, страв од сексуално преносливи инфекции, болести. Така што подоцна тоа подобро, а инаку ета една од антистрес методите, она што велиме кога луѓето би воделе љубов, а не политика или се на друго, светот би било буквално рајско место. Што се однесува на интернетот, уште на почетокот спомнав дека е опасно место, каде што децата може да имаат многу дезинформација, се навлечат на сајберсекс, на сексуална злоупотреба, малолетничка деликвенција, треба да се буквално се едуцираат, тоа е она медиумска писменост, основна базична, да разликуваат фейк нюс од вистински, од факти, од вистина, што е невистина, што е лага, некако се изгради култ кон надворешниот изглед со овие фотошопови на кои што сите нели сме, како да кажам, анимирани, колку пати јас себе кога ќе се видам фотошопирана, па се смеам, нели, зошто такво нешто, кого го лажем и кого го залажуваме со тие техники. Меѓутоа, ке децата во тој период, кога пубертетот, адолесцентите се хиперсензибилни суштества, многу се чувствителни и битен е физичкиот изглед, и затоа треба и родителите и наставниците да градиме еден култ кон здраво тело, затоа што најсекси тело е здраво тело. Кога децата спортуваат, се хранат здраво, имаат своји физички активности, во секојдневието имаат време и за учење и за се друго, а не седат толку долго на интернет со оние видеоигрички кои може да бидат многу агресивни, милитантни, достапна порнографија. Значи, ето ние кога сме биле деца не сме можеле од каде, може да купиш старт од, да речеме, списание, каде што на средната или плейбој на средната страница ќе видиш еротска слика. Сега може тоа да коса да ти се исправи што све едно мало дете може да види. И нема да заборавам цитатот од професор доктор Викторија Вујич, мене ми беа дел од сексуална азбука, доктори вистина со големо искуство, и доктор Славица Арсова и доктор Татјана Гружанова, наша колешка постара. И Викторија Вујич тогаш кажа, вика, немојте да им дозволите, забраните им на децата да гледат порнографија. Една секунда од тој призор што ќе го видат им се врежува. Значи тоа е нешто што за нас возрастните може да биде инспиративно, може да биде и напротив, меѓутоа за младо дете, за млад организам тој како е атак врз неговата концепција и перцепција за сексот. Дека тоа не е нешто брутално, валкано, гадно, нешто што е искомерцијализирано, туку како што кажав, еден возвишен чин кој што треба да им се случи во одреден период, кога постои меѓу нив разбирање, или прво збор, па чување, па јазик, па се оно што иде етапно до некоја врска или некоја релација меѓу нив, за да не страда никој, а обично страда девојчињата заради матката, заради или тоа што се случува во нивниот организам. Иако по мене, како мајка на 2 сина, секогаш кажам, многу е поголем товарот на момчињата кога ќе забременат девојче и тоа ќе треба или ќе мора да абортира, затоа што тој треба да чувства вина и одговорност зошто не спречил такво нешто, а некој друг да страда поради таа неговата неодговорност или незрелост. Како нација, тоа колку пати статистиката кажа дека не се користат презервативи, не се користат кондоми, докато за тоа се малолетнички абортуси. Меѓутоа едно време исто пуританците се плашат дека ако се оди со кампања како се користи кондом, дека сексуално образование не е како се користи кондом и како се користи контрацепција, туку напротив, како да им кажеме
на децата да не брзаат едноставно во сексот, туку да чекаат тој возвишен чин, буквално да му дадат една љубовна димензија, разбирање, затоа што ако почнат од најмал возраст да менуваат партнери, е промискуитетноста. А промискуитетноста, без оглед што, ако е докажано дека потекнуваме од мајмуните, нели, ние сме промискуитетни суштества, но сепак моралот, етиката, моралните норми, религијата, верувањата не држат, бракот како заедница не држат во некој, да не речам стеги, туку правила и норми, кога навистина го почитуваме својот партнер и кога изневерувањето и промискуитетност апсолутно не мора да се врзат за секого дека тоа така треба да биде. Обично момчињата, татковците знаат да ги воспитуваат, треба да имаш повеќе девојчиња, да имаш повеќе искуство, а девојчињата со првиот ќе се омажиш. Така што тука има, или кога ќе кажат повеќе мажите се поневерни, ги изневеруваат повеќе жените, па со кого ги изневеруваат? Значи жените се исто неверни, само што жените не кажуваат, не раскажуваат како мажите што ги превеличуваат сантиметрите, туку молчат, нели, затоа што се уште сме во таков еден систем каде што на жените се фрла анатема. Така. Александар, кои се најчестите сексуално преносливи инфекции за кои што младите треба да бидат свесни и како да видат дали имаат некакви симптоми? Вака ја би се надоврзал на пресурката. Дефинитивно на граница на почеток со сексуални односи е намалена и во последниве децении самите истражувања укажуваат на тоа дека е намалена. Не зборам за кај нас, туку на светско ниво. Ако е некоја просечна возраст каде што стапуваат со сексуален однос младите е околу 15 до 17 година, за жал преска и пресорга да спомна, имаме случаи каде што веќе на 13 и на 14 години имаме бременности, кои што во најголем процент се непосекувани. Меѓутоа, сепак тоа потекнува од една недоволна едукација кај младите, недоволна примена на контрацептивни средства и методи, со тоа што тука е тој извор на сексуално преносливи заболувања кои што се почесто се зголемува нивниот процент. Да, и околу промискуитетот, тоа што го спомна пресорката, за жал многу често во текот на младите години знаат да се менуваат партнери, кај што можеби на почетокот тоа е доста интересно дека постигнале одредени цели, меѓутоа кога ќе гледате од здравствен аспект, сето тоа води до одреден ризик. Ајде да ги спомнеме тука хламидијата, гонорејата. Меѓутоа, ако покрај овие бактериски имаме и вирусни инфекции, хуман папилома вирусот, кој што дефинитивно според мене зема многу голем замав. Не би се осврнал дека само тука е промискуитетот, може да станува збори дури и само еден партнер, да со еден партнер да имаат односи, кај што може да настане инфекција, значи без разлика на партнерот. Меѓутоа, како што каже пресурката, цела кривица најчесто се фрла на жената. Тука имаме и момент кај што со овој вирус може да бидат инфициран и мажот, односно машкиот партнер. Многу ретко се испитуваат и многу често страда жената во ваква ситуација. Гениталниот херпес е исто тука ви го спомнал, ХИВ инфекцијата како нешто кое што е најтешко, еве се уште се водиме по тоа дека нема лек за целосно нејзино лекување, туку само за нејзино супримирање, односно да ја одржуваме во некоја со одредена контрола. Меѓутоа, сметам дека оној момент кога ќе започнат со сексуални односи, младите би требало веќе да го извршат, особено за жените, својот прв гинеколошки преглед. Преска професорката спомна дека многу ретко, па и можеме да кажеме, одредени не сите семејства се толку функционални, за да можеби првиот контакт е тука со родителите. Меѓутоа, иако како најблиски многу често не се комуницира со нив, и сметам дека тука е оној главен проблем каде да се насочат самите млади. Се доведуваат во ситуација на кого да се обратат.
матичен гинеколог, матичен лекар, еве и Хера има одредени центри за млади каде што функционираат и може да се обратат, меѓутоа тоа е доста, пак ќе кажам, ретко некој да се дрзне да направи преглед или да направи одредена разговор на оваа тема. Со тоа што би потенцирало дека овие сексуално преносливи заболувања не секогаш имаат одредена симптоматологија. Дел од луѓето може да се само носители и да не се развијат одредени симптоми кај нив, а дури да не се ни свесни уствари дека имаат некоја сексуално пренослива болест. Меѓутоа, доколку потенцираме одредени симптоми кои што се доста карактеристични за нив, тука би бил одреден исцедок, вагинален, потоа болки, крбарење, особено после сексуален однос, одредени дамки или промени околу гениталните регии, болки во гениталната регија, чувство на печење, на болка при мокрење, така што специфичен мирис, да, за самиот исцедок, она што го потенцирав на почетокот, иако е са моментот на диагностицирање. Пак ја потенцирам, многу голем дел од нашата популација, без разлика, иако ова е посветено за младите, голем дел од нашата женска популација нема матичен гинеколог. Ова е нешто за кое што би требало да се разговара многу често и најчесто жените посветуваат внимание околу своите генитални органи во текот на бременоста. Многу ретко тоа се прави во период на младоста или пак во оној подоснежен период од животот. И за жал тука е проблемот околу нивното диагностицирање, мислам на сексуално преносливите болести, каде што можеби тука се прашалниците кога да се направи испитување и дали има потреба да се направи. Најчесто се оди на лекар кога ќе се појават одредени симптоми. Многу ретко некој би му текнало дека доколку смени неколку партнери би требало да отиде и да се испита. Прво и основно не разговараат можеби со партнерот дали е тој испитан. Затоа пак ќе кажам, многу често се фрла камен на женската популација дека таа е виновна, а многу малце се посветува на мажите дека можеби и они се тие носители на сексуално преносливи заболувања или на општ проблем при самата репродукција. Така да диагностицирањето најчесто би одело пред се со микробиолошки брисеви, меѓутоа делови може да се испитуваат и преку урина или преку крв, со тоа што многу е битно да се утврди каков тип на сексуално заболување има кај пациентот, за да може понатаму да се третира соодветно и да не се експериментира многу, затоа што можеби во моментот, да кажам, нема да нанесат одредени проблеми, меѓутоа ако се гледа на подолгорочен план, во тој случај можеме да имаме проблеми од самата репродукција, каде што тек тогаш би се навратиле, би кажале што има фес во млади години и што довело до ваков проблем, кога би се сретнале со некој инфертилитет, кој што за жал се почесто се случува кај младите. Така, кои се најважните чекори кои што младите треба да ги преземат за да се заштитат од сексуално преносливи инфекции, освен користење на заштита? Значи, дефинитивно заштитата е на прво ниво и мислам дека кога веќе разговараме за едукација, би требало многу да се посвети внимание на самата заштита. Многу често само ќе се напоменат тука презервативите. Најчесто се користат машките презервативи и се најдостапни уствари, меѓутоа имате цела палета на заштитни средства кои што може да се употребуваат, меѓутоа презервативите се оние кои што можеби, кажав, најдостапни. Ако разговарате со млади, па дури со повозрастни, многу малце би знаеле дека постои дури и женски презерватив. Не е достапен, многу е можеби потежок во однос на апликација, па така да покрај заштитата би потенцирал дека е многу битна самата едукација. Кога да се започне со сексуални односи? Дали има потреба во тој момент да се пристапи кон тоа? Професорката потенцираше дека тоа е еден врв на емоционална
свест кај партнерите. Иако мислам дека седо тоа е доста избрзано и пред се една млада особа би требало да има почит спрема самата себе, да биде свесна за сите оние последици кои што би можеле да настанат доколку рано пристапи кон сексуални односи, особено кога се тие незаштитени, разговор со соодветно лица, стручно лица, да ќе потенцирам тука гинеколог, меѓутоа тоа може да биде и друг медицински персонал, и со тоа би направиле добра подготовка на особата да се заштити во иднина покрај од сексуални болести или од несакани бременности или некои други проблеми кои што би се развиле во иднина. Так, кога зборуваме за репродуктивно здравје и за планирање на семејство, дали имате некој совет кој можеби на што треба да се осврнат младите при планирање на семејство? Па бидејќи еве како учителка, да кажам дека многу важно да се читаат книги и бидејќи спомнавме промискуитетност, има една многу интересна книга се вика Сексуална интелигенција, доктор Майкл Милбърн, Шери Конрад, брачен пар кои со 10 години истражувале што се случува и дека сексуалната интелигенција е врвот на интелигенцијата, како што добрината и љубовта се врв на емоционална интелигенција. И таму во таа книга пишува дека што се смета обично прашуваат деца, што е промискуитетност, колку партнери треба да имаш за да се смета за промискуитетен, верувале или не, над 8 партнери за време на својот витален сексуален живот. Децата викаат, професор, ние ги имаме на екскурзија, така што, затоа што ако емоционално си празен и не можеш да се врзаш со една личност со годините, кога ќе пресметаш, значи, ете со тие 8 по 5-6 години, толку е животниот век. Децата некако, децата лошо изгледат, младите, сексуално витална популација, некако сексот го сваќаат како спорт, како нешто што е така потреба, дека навистина некој ќе се спојат две тела во едно, имаат одговорност едниот и другиот партнер, и тоа е нешто што треба да се почитува, треба да се има култ кон водењето љубов, и тука недостасува, зашто велам ја двоен морал, срам. Значи, ако не се срамиш да правиш нешто, тогаш зошто би се срамил да зборуваш превентивно однапред за некој таков проблем? Не сме двојни моралисти. Значи, се плашиме кога такви емисии треба да се емитуваат или кога треба да се зборува отворено, а вамо гледаме дека имаме и експанзија на сексуално преносливи болести и дека ќе младите многу порано се влегува во сексуални односи партнерски, така што треба да се зборува, се почесто се зборува со младите и да им се наметнува да читаат. Ние учевме од доктор Александар Костич полно сознание книги кои ни ги подметнува родителите на Местовици Марица или Снежана и седмите џуџиња, само гледаш некоја книга за да прочиташ да не те непријатно. Сега добрата страна на интернетот што има информации, само што треба да знаат селективно да одберат, да разликуваат порнографија од еротика, што е кокошка, а што е пердов. Така. Може би нешто да спомнеме околу консент, односно согласноста на двата, дека е потребно и колку е битно двата партнери да се согласни при встапување во било какви односи. Затоа што имаме млади кои што може би некои знаци погрешно разбираат, па доаѓа до несакани ситуации, кога треба да се разбере дека не е не, дали од страна на машкото или на женското. Хормоните не прашуваат многу. Кога ќе проживеат, не поставуваат прашања. Така. Па, да, би требало, меѓутоа многу е наредок, да кажем, моментот кај што они би разговарале предходно. Не кажам дека не постои, меѓутоа, или да имаат одредена согласност или договор, меѓутоа тоа претпочитам дека би требало да биде така спонтано, а не биде толку механичко како преска што кажа пресрогата од аспект дека најлошо сексуално и кога се прават деца, затоа што тогаш ја знаеме целта. А овде би требало малку да биде тоа се да тече поопуштено и да не е толку наметнато дека не знам на тој ден во толку и толку часот тоа и тоа треба да се случи. Така да би добро да се има комуникација помеѓу нив, да бидат свесни, меѓутоа преви кажал дека би требало се до тоа да тече така спонтано и да не биде
механички, едноставно да се препуштат на самиот момент и да уживаат. Меѓутоа, околу самите последици, не знам, употребата на заштита при сексуалниот однос, да се има во предвид, затоа што мислам да имаат согласност помеѓу себе, затоа што многу често се случува да немате почит од едниот партнер, најчесто од машкиот, да имате одредена злоупотреба и да имате одредена несакан ефект после тој сексуален однос, односно бременост, каде што за жал стресот најчесто, како што искоментиравме, паѓа повеќе на партнерката, меѓутоа и двајцата имаат голема одговорност, така да едноставно да знаат што прават во самиот момент, а не биде тоа несвесно, туку со одредена цел и со некои идеи за воиднина што понатаму, значи да не биде тоа само сега во моментот. И не мора само да е бременост, стрес и фрустрација, може да отфрленост да е еден емоционален абортус, кој ќе те отфрли некој после првиот секс, навистина е тешко за тој период, затоа велам подоцна, 18-19, еве да си кажам од мојот пример со маш ми од 16 и по години бевме заедно од Орце Никола, меѓутоа ние така бевме воспитани прво да наполниш 18 години, па потоа затоа што ќе одговараш за тоа што ќе ти се случи. Значи, ќе имаш 18 години, ти треба да решиш дали ќе го родиш тоа дете. Мене така ме воспитува и мајка ми, татко ми знае, нели, дека имам дечко, мајка ми секогаш ме викала: Татјанче, ако случајно нешто, немој да си абортирал или да не ни кажеш. Си го родиш, ќе го чуваме. Меѓутоа те воспитала да не го направиш тоа пред време, родителите, бајцата, да не го направиш тоа време за да не се случи такво нешто пред да завршиш школа, пред да завршиш факултет. Мислам дека тоа е правилно да се разговара со родителите, затоа што никој повеќе не се грижи за вас отколку родителите, ако се живее во функционално семејство. И секако оние луѓе блиски кои навистина ти мислат добро, затоа што може многу лесно се навлечат, да не зборам за овие дроги, наркотици кои мене палета од избор кои што буквално децата ги младите луѓе, се деца ги зашеметуваат и тогаш буквално не се сеќаваат со кого биле таа вечер и што се случи. Тоа е веќе навистина траурна една ситуација кај младите кои што треба да се опоменат и да им се каже. Јас сега како баби не звучам, меѓутоа подобро да звучам така, бидејќи е подкаст за млади луѓе, да внимаваат кога одат на журки, било отворени во дискотеки, било интерни по станови, од каде пијат и како конзумираат алкохол, затоа што и тука може да се случат непријатни ситуации, се злоупотреби нивната младост, нивната убавина, нивната привлечност, а едно непријатно сексуално искуство е траума, која не се лечи, туку така со психотерапевти. Затоа треба многу внимателно, не сега да ги плашиме ние, меѓутоа треба многу внимателно затоа што се суптилни суштества во тој период. Било момчиња, било девојчиња. Да. Дури еве ќе искоментирам, еве да имаме одредена несакана бременост, може да се реши, има начин како се тоа. Меѓутоа самиот стрес, значи еве повеќе да се посвети тука на менталното здравје, каде што тоа е еден момент кој што може да трае многу подолго. Така да тука би посветил повеќе внимание да не биде само актот, туку и оние последици кои што следат во иднина, за кои што можеби не се несвесни во моментот дека би се случили. Тоа грижа совест, префрлање, етикетирање. Сега злоупотребуваат интернет со фотографии интимни, обелодување на интимни фотографии, значи во ера на компјутеризација тоа дојде малолетни деца ќе објават нивни слики што прави буквално до кревање рака врз себе. Затоа многу внимателно со кого ќе спиеш, нека да криште тоа дека внимавај со кого ќе спиеш. Во однос затоа што го спомна менталното здравје, колку е битно менталното здравје во планирање на бременоста? Дали партнерите треба на нешто да се осврнат? Това за млади луѓе, нели, кои што се обидуваат, сакаат да нели? Многу е битно. Ајде ако ги тргнеме сите оние останати процедури при испитување доколку се наоѓаме ситуација за одреден инфертилитет. Самото менталното состојба, односно благосостојба, да кажем, кај што би требало тие да бидат опуштени во ситуацијата кога
се подготвуваат за создавање на семејство е многу битна. Преска искоментирав дека буквално треба да бидат препуштени на самиот момент, а не да биде тоа, како да кажеме, механички, дека по секоја цена месецов би требало да имаме бременост. Едноставно треба да бидат препуштени на моментот, да се работи на повеќе на задоволување на потребите, отколку тоа да биде целно. Иако ја знаеме, кажавме целта да имаме бременост, меѓутоа мислам дека многу е битно сето тоа да тече така поопуштено и да не биде толку многу наметнато дека би требало во даден момент да се случи тоа. Имам X случаи каде што сепак не сум многу искусен со самата гинекологија, меѓутоа се уште сум на едукација, меѓутоа имало ситуации каде што целно се одело во даден месец или во даден период да се постигне бременост, меѓутоа во оној момент кога ќе се опуштат или кога ќе кажат као можеби тоа е тоа, нема ефект од сите оние колку што се труделе, во даден момент кога ќе бидат поопуштени, кога ќе се бидат релакса, да кажам, тогаш се случува самата бременост. Значи, колку повеќе се става товар самите на себе си, е многу проблем, самите на себе се наметнуваат. Добро да се разговара од психолошки аспект, иако кај нас не е толку многу тоа развиено, можеби би требало да има повеќе центри за подготовка на идните родители, каде што би разговарале на кој начин тоа би требало да го направат, едноставно да знаат како да се однесуваат во дадени моменти, затоа што самиот момент каде што можеби имаат одреден проблем да постигнат посакуваната цел, се ставаат уште поголем товар за она што го зацртале. Така што би требало да се работи на самото ментално здравје, да не се става толку многу товар самите на себе си и сето тоа да го прават многу поопуштено. Така. Фала многу. Како за на крај, би сакала, затоа што нели и двајцата сте во образованието, едно прашање нели кон двајцата, како можат родителите, меѓутоа и образовниот систем да им помогнат на младите да дојдат до информации кои што се доверливи, кои што се реални, кои што се нели достојни на возраста, меѓутоа и да ги поддржат во сите информации за нивните тела и нели да изнајдат информации кои што им се потребни. Разговор, значи има секоја школа има педагошка служба, класен раководител, најчесто зборуваат со професорите по биологија, кој е соодветен предмет. Јас сум малку скептична да доаѓаат млади луѓе асистенти кои би предавале, јас сум исклучително за доктори, гинеколози или бидејќи немаме сексолози, може се психијатри, психотерапевти, затоа што ќе се шокирате какви прашања може би постават децата, кои не може туку така да каже некој кој нема искуства од областа на гинекологија или сексуалното здравје. Значи пак тоа да бидат луѓе кои се навистина образовани и секако со дозвола на родителите и не порано од 9 оделенија, затоа што тука малку се кршат копја, ќе речеме доцна, меѓутоа треба многу внимателно затоа што немаме исти семејства, тука имаме нели поинакви верски, религиски убедувања, што многу суптилна тема, треба многу внимателно прво дали сакаат родителите на едукација, да им се каже, да се разговара со нив внимателно, за да не се испашат и родителите и децата од денаш некој да дојде да им предава за сексот, за сексуалноста и спомне, не знам, поим пенис или вагина и децата се под стрес, тоа е голем стрес за нив. Затоа треба многу внимателно со доктори, јас сум исклучително за доктори, затоа ја не се осмелив да водам сексуална азбука без тим. Значи, ваш колега, доктор Горан Димитров и доктор Сотир Ставридис како уролог, екипата од страна на психијатри, психотерапевти, па консултации, па една колона, редица од книги едукативни, па да излезам да водам емисија и да поставам прашања. Така што треба многу сериозно на оваа тема да се внимава. Така. Ове? Ќе се сложам со пресроката, затоа што дефинитивно збориме за млада популација, особено адолесцентна, тоа е кои што се малолетници.
да морате да имате одобрување од страна на самите родители. Многу често, до сегашно моје искуство, кај што сексот може би на некоја повисоко ниво, кога ќе разговараме за менструален циклус или само да го спомнете, гледате одредена стигма, ниту би сакале да разговараат они на такви теми, или им е срам, не се дрзнува толку многу слободно, има и случаи, меѓутоа тоа е сепак би кажал и социјален, традиционален проблем, затоа што и верски, значи имаме тука повеќе етникуми кај што многу работи се влијаат на сето ова и не би можеле да наметнеме одредени, да кажем ваков едукативен процес во самите училишта. Сето тоа би требало многу добро да се подготви системски во самата држава. Дефинитивно фали, меѓутоа можеби одредени работилници или постепено да се пристапува барем спрема од оние деца кои што ќе разговараат со своите родители на оваква тема, па да имаат можност каде да се обратат или да разговараат на овие теми, се со цел да ги спремиме за оние промени кои што настануваат во нивното тело и самиот сексуален однос со некој еден партнер. Меѓутоа, дефинитивно мислам дека имаме проблем за кој што треба системски да се носат решенија, а не поединечно. Да, би требало, како што кажа професорката, да биде вклучен тука стручен тим кои што ќе работат и ќе подготват одредени материјали, дали тоа ќе биде брошура, дали тоа ќе биде видеоматеријал или без разлика, се со цел да бидат подостапни за младата популација, но сметам дека сепак системско решение треба да се донесе. Како што можеме да видиме дека многу малце се работи за ова прашање. Праксата покажува. Да. Така. Ви благодарам многу на гостувањето и на советите, поготово нели затоа што ова е тема за која што младите навистина треба да бидат свесни, треба да почнува активно да се зборува, нели за да имаме и поздраво општество. Така што ви благодарам уште еднаш што бевте дел од подкастот Генерација Мама. Исто и ние сме благодарни, ја читат сексуална интелигенција, професорката им препорачува, таму ќе научат доста. Супер. Супер. А вас ви благодариме што бевте дел од нашиот подкаст и се гледаме во следната епизода на Генерација Мама.